Македонското патриотско здружение Владо Ѓоргиев Черноземски јавно реагира на пресконференцијата на СДС за обвинувањето од страна на Дамјан Манчевски, во кој на 30 април 2017 година го обвини Игор Јук дека бил осуден за силување, убиство, дрога и физички напад. Македонското патриотско здружение со документи во рака од институции надлежни за судење и прогон истакна дека Игор Јук никогаш не бил осуден за силување, убиство и дрога од кривичниот законник на Република Македонија. За волја на вистината, а во име на правдата, во рака држам неколку документи кои ќе ги обелоделам. Значи, ова е потврда од казнена евиденција извадена во Општинскиот суд во Куманово, институција кои се надлежни за судење и прогон, во кои институциите секако не спаѓа партискиот штаб на СДС. Со овие документи јавно и недосмислено се докажува дека тврдењата на Дамјан Манчевски се само гола лага, манипулација и невистина. Впрочем, и причината заради која реагираме на пресод на СДС после неколку дена е времето потребно за да се извадат сите овие документи од надлежни институции кои истите се пред колапс и едва некако функционираат. Благодариме на нивната професионалност и непристрасност кои овозможија овие валидни документи со потпис и печат да ги обелоденим. Уште еднаш сакаме јавно да изјавиме и документирано да потврдиме дека Игор Јук никогаш, повторувам никогаш, не бил осудуван за силување по член 186, убиство по член 132 и дрога по член 215 сите од кривичниот законник на Република Македонија. Од здруженијето упатија повик јавно да се извини Дамјан Манчевски, доколку не се извини вела дека ќе одговара пред лицето на правдата за искажаната невистина, бидејќи додава дека со изнесување на невистини се нарушува угледот на Игор Јук и неговите најблиски. Што се однесува до истите настани во собранието на 27 април, точно дека Игор Јук, заедно со голем број на граѓани, поттикнат од своите патриотски чувства кон својата татковина и спровоциран со пеењето на химната на друга држава и сите случувања што следеа потоа, меѓу првите влегол во собранието да ја брани уставноста на Република Македонија, нарушена токму од СДС. Но ниту некого физички нападнал, ниту за такво нешто постојат релевантни докази во вид на фотографии и видеозаписи. Апелираат основното јавно обвинителство, Министерството за внатрешни работи и сите други надлежни институции да водат јавна, непристрасна и транспарентна истрага за настаните случаи на 27 април во собранието на Република Македонија, во кој верува дека истрагата ќе го докаже спротивното, случаите да не се водат на основа на разни чаршиски муабети без соодветни докази.